Здраво, здраво, добродојдовте во уште една лайв дружба. Денес нам огромно задоволство станува збор за една од авторките на Бебе Готвач, односно тоа е апликација и прва книга на македонски јазик воведена за бебињата, односно нивна дохрана. Здраво, здраво Елена, и како си ми денес? Здраво, супер. Иако времето малку не зафркава, ама добро е. Ете така, јас се надам дека овие неколку минути ќе ги задржиме нашите гледачи на Mnet телевизија и сите оние потребни совети кога станува збор за дохрана ќе им бидат од големо значење. Па на самиот старт на оваа емисија, Ели, кажи ми како дојдовте до идеја за за оваа книга Бебе Готвач, колку сето тоа ви одзема време? Ајде малку да позборуваме околу тоа. Бебе Готвач буквално се роди спонтано. Верувам дека ја знаеш и си член на нашата група Здрава храна, здрави деца. Целата приказна започна токму преку таа група. Кога ја направивме точно пред 5 години, значи оваа година ни е јубилејна. Децата ни беа мали, само што започнувавме со дохрана и како и сите родители на почетокот, нели имавме дилеми, помалку и страв, и многу прашања. Решивме да ја направиме групата и со тек на време родителите, особено мајките, имаа многу голема доверба во нас. Па почнавме да споделуваме се повеќе и повеќе рецепти кои беа секојдневно подготвувани и барани од родителите. И една мајка ги имаше испечатано рецептите, тогаш беа направени во една PowerPoint презентација. Ги имаше испечатани и ни прати слика дека и се залепени со магнетче на фрижидерот, за да може бабата која го чува детенцето полесно да се снајде. И едноставно почнавме да ги собираме рецептите без притисоци, без рокови. Так. И после една година се роди книгата. Јас тогаш више бев бремена со второ дете. Така ни беше малку напнато снимањето на фотографиите, спремањето на оброците, затоа што сакавме да имаме автентични фотографии во книгата. Единствено тоа беше така малце со притисок да го запазиме рокот, меѓутоа целата идеја со Бебе Готвач е нешто што се роди онака баш без да го посакуваме, без да го замислуваме или пак да го планираме. Така, вие помогнавте на многу мајки. Еве сакам и јас да ти упатам една голема благодарност, бидејќи навистина, значи знаеш дека имаш ти рецепт, не мора да мислиш, ти само седнуваш и го правиш рецептот, што навистина е многу полесно. Па кажи ми колку рецепти брои книгата? Во книгата имаме 350 рецепти, поделени се по месеци. Значи за почеток на дохрана започнуваат од 6 месеци рецептите. Буквално во книгата има рецепти за секој ден во годината. Сезонски може да се пребаруваат во зависност од сезоната, по месеци, по она што го сака бебето, има навистина доста идеи. Меѓутоа не се само рецептите во книгата, туку таа има и статии за доењето, статии зашто да одберете домашната храна, табели за дохрана, иако денеска стручните лица низ светот не препорачуваат, односно не обрнуваат многу внимание на табелите, меѓутоа тие се практични затоа што знаеме во денот и таа недела што сме вовеле на децата во случај на реакција, точно знаеме што сме дале и имаме 35 автентични фотографии. Така. Или како што и најавив, ти си една од авторките на Бебе Готвач, кажи ми кои други се позади тебе, како дојдовте нели до целата оваа соработка? Да, книгата ја напишавме заедно со Ирина Наков. Со Ирина сме другарки буквално од 6 години, значи 30 години пријателство, ние сме буквално како семејство. Да. Ние заедно ја направивме книгата. Брат ми ја фотографираше, бидејќи тоа моја професија. А брат и на Ирина ние изработи апликацијата Бебе Готвач, која е бесплатно достапна за сите Android корисници. Овој период ние буквално имаме неколку јубилеи, тоа се 5 години од групата Здрава храна, здрави деца, 4 години од апликацијата, 3 години од Бебе Готвачот и 2 години од кога ги започнавме видео рецептите. Значи мај ни е така некако изгледа месец за започнување проект.
Така, да ви се множат уште повеќе рецепти, знаете дека ние со задоволство ќе ги очекуваме, па и нели можеме после гледачите да и понудиме неколку рецепти од книгата нели Бебе готвач, еве за овој јубилеј за да ви се множат уште повеќе бидејќи навистина тоа го заслужувате. Пред малку ти спомна нели дохраната, нели знаеме дека секој месец има што треба и како да се воведува. Ајде малку да позборуваме за оние намирници кои што може да предизвикаат алергија кај детенцето. Знаеме нели дека овде се јагодите, медот. Кои други намирници може да предизвикаат алергија и како мајките да се соочат со тоа? Токму затоа тоа се практичните причини заради кои ние веруваме во табелите. Иако науката за исхраната секојдневно оди напред, се прават истражувања и секојдневно читаме нови работи. Ако пред некоја година нели беше маргаринот здрава намирница, ако ви текнува пред едно 7-8 години беше прогласена за една од најштетните намирници, негова замена е путерот. Така и денеска буквално се соочуваме со секојдневни нови информации. Меѓутоа постојат некои намирници, особено помеѓу овошките, кои предизвикуваат тешки алергии кај децата. Меѓутоа, затоа треба да се запази месецот во кој се внесува. Например, јаготките, кивите, портокалите, односно сите цитрусни овошја, медот, печурките, се препорачуваат да се воведат после наполнетата година, бидејќи организмот на децата ќе може да се справи во случај да се појави некоја реакција, бидејќи некогаш симптомите се многу лесни, меѓутоа се случува да имаме тешка клиничка слика. Јас, например, со мајка на дете, на ќерка ми, која покажуваше многу алергии од малетка, и завршувавме на клиника со отечено лице, со затнување на дишните патишта. Значи, не ја отекуваше јазикот и се затвара очите, буквално главата и се менуваше. И тоа од намирници кои веќе ги пробала. Затоа и постојано правило една намирница да се внесува 3 до 4 дена, затоа што првиот ден организмот ја препознава, а веќе другите наредните денови е подготвен, ако не му одговара на организмот, да се бори со неја. Меѓутоа, во овие 5 години од кога сме администратори на групата Здрава храна, здрави деца, прочитавме толку многу мајки кои прашуваа што да прават со децата кои се алергични на намирници кои не би претпоставиле дека ќе предизвикаат алергија, како на пример јаболка, морков, даваат осип на ориз, на пример. Затоа е добро да се внимава кога се внесуваат, не да се исплашат родителите па да ги задоцнат, бидејќи па и доцното воведување не е добро, бидејќи на детскиот организам кој е во развој му се потребни сите минерали, витамини, корисни состојки токму на тие намирници. Добро е да ги следат препораките на своите матични педиатри, кои секогаш знаат најдобро, бидејќи ги пратат децата буквално од нивното раѓање. Меѓутоа, ако гледаат дека не ги добиваат вистинските совети, може да побарат и второ мислење. Иако ние веќе ова го работиме 5 години, не сме стручни лица, меѓутоа имаме и нутриционисти во групата, работуваме со Надица Илиева и со Маја Велковска, и секогаш кога имаме прашање, поготово за кога да се внесат одредени намирници, или ако има некоја реакција, они ни помагаат. Меѓутоа, таа се работи више кои ги научивме и едноставно ги пренесуваме на нашите членови и на сите оние кои ќе не прашаат, бидејќи не знам дали и искуството си го прави своето. Ние имаме различни деца со нас во групата и Весна. Значи имаме деца на иста возраст, поголемите дечиња ни се по 6 години, меѓутоа сите се соочивме со разни проблеми. Така. Или кажавме дека нели кога ќе се воведе некоја нова намирница, треба 3 дена да се воведува така за да се види дали ќе прикаже детенцето некаква алергија. Добро, подоцна на пример, доколку тоа не предизвика нели алергија, почнува да се внесува се нели во неговата исхрана. Што ќе се случи на пример после некој месец детенцето да добие алергија од истата таа намирница? Колку време треба да се направи пауза? Се зависи какви се симптомите. Значи, на пример, ќерка ми покажа алергија, тој ден јадеше мандарини, трет ден од воведување и моцарела. Сега, на пример, јас бидејќи не можам да
точно да знам дали се појави од мандарините или од моцарелата, ден денеска не давам ни едно ни друго, затоа што беше таа страшна вечер, едноставно не сакам да се да. повтори. Меѓутоа, на пример, кога покажуваше алергија на кисело млеко со осипи, еве денеска јаде. Кога правевме испитувања на што точно е алергична, резултатите беа дека она не покажува, незиното тело не покажува алергија на ништо, меѓутоа реалноста беше друга. И затоа со некои намирници доцнав, на пример млечните производи, и ги поведував после на полната година. Обично тие препораки ги даваат стручните лица. На пример, ако се работи, не знам, за само некој осип околу устето, често го поврзуваат со киселоста на намирницата, на пример киселото млеко или доматот. Ако е пострашна, со пострашна клиничка слика, не знам, со исфрлање, со повраќање, со диареја, или пак со гушење како што беше керками, тогаш се или се чека или воопшто се прескокнува додека не знам еве да пораснат. Јас после некое време почнав да давам, мислам дека на 5 години прв пат дадов кашкавал да проби, тоа строго крави, бидејќи се сумневам дека е алергична на продукти од овче и од козјо млеко, затоа што ние имаме семени алергии, на пример, и тоа е еден фактор кој треба да се земе во предвид. Меѓутоа, некои доктори, на пример, за нетолерантност на одредени намирници, велат дека со тек на време, од кога ќе се смири организмот, или кога ќе помине таа реакција, се ставаат бебињата, дечињата на диета, се внимава низ храната, и после некој период се пробува повторно да се дава таа намирница и се следи детето. Ако повторно ни се случува истата таа страшна реакција, нормално дека ќе прекинеме. Меѓутоа, ако гледаме дека реакциите се се помали и помали, се воведува, се дава, односно, и се се надеваме дека нема да се случи нешто страшно. Меѓутоа, тие работи, особено со алергии, строго со препорака на стручно лице, специјалисти за исхрана, јас, на пример, така правев со керками, иако нели повеќето работи ги знам, меѓутоа ако се работи за дете, добро е кога се има стручњак. Да. И само треба мајките да немаат паника. Малку и тоа треба да размислиме за тоа, да не сме да не сме нели со паника, да размислуваме добро дека нели сепак се работи за здравјето на децата, па така да со повеќе лица нели да се консултираме. Или знаеме дека дечињата многу сакаат солено и благо, и знаеме дека тоа не е толку многу добро. Но како колку треба да ги јадат тие намирници? Како нели да ја даваме но сепак да внимаваме да не ги внесуваат премногу. Ние имаме и една статија напишано на оваа тема на нашиот блог. Трите намирници кои предизвикуваат, можеби не денеска, меѓутоа понатаму во животот, разни компликации и самите си предизвикуваме да се разболиме од болести кои се денеска во 21 век. Во многу голема статистиката е на страна на болестите. Тоа се шеќерот, солта и белото брашно. Значи, едноставно бебињата немаат рецептори на вкус како нас возрастните. Еве, јас верувам дека и на нас, ако не ни давале сол, кога сме биле мали, ние ќе се научиме на таа храна, или кога добиете препорака од доктор дека треба да ја намалите солената храна, тек на време како го намалувате количеството на сол, вие се учите на новиот вкус на храната. Значи бебињата подобро. Да, особено бебињата, за нив, например, ние мислиме, знаат родителите да кажат, ставивме неколку зрнца сол затоа што е блюткава храната. На нас не е блюткава, бидејќи ние сме научени на зачини, особено на солта. Меѓутоа бебињата не. Они ги учат вистинските вкусови кога пробуваат тиквица без сол или морков без сол, па дури кромит обарен, бебињата знаат да го изедат. Ние, верувам ја поготово, например, кога го спремам, не е нешто што би го јадела, меѓутоа децата со сласт знаат да изедат намирници или комбинации на храна за кои ние мислиме дека се блюткави или не се вкусни. Солта порано беше препорачливо да се дава после година. Потоа искочи едно ново истражување кое препорачуваше дека буквално до 18 месеци бебињата немаат потреба од сол како додаток во храната. После 18-тиот месец може, бидејќи нели имаме недостаток на јод, па и мора да ја внесуваме во одредена количина. Меѓутоа има некои намирници кои сами во себе содржат природни соли и на храната ти даваат убав вкус. Например, тоа е пашканатот, целерот. Тие едноставно имаат сол во нив и кога ќе ги ставите
2-3 тркалца се доволни во бебешката кашичка и таа се добива убав вкус. Шеќерот е најдобро да се избегнува колку што може повеќе, оној рафинираниот вештачкиот шеќер, а добро е да се употребуваат природни засладувачи, меѓутоа и тие да бидат во одредена количина. Не е нешто што треба да се конзумира, се што се конзумира, впрочем, премногу не е здраво. Така. Или јас ги препорачувам на родителите, особено со шеќерот, што подоцна да почнат со чоколади, со оние десерти, сладкиши што се продаваат пакувани, да избегнуваат и да наоѓаат идеи со кои ќе направат домашни десерти. Добра, дали може например еднаш во неделата да се консумира благо? Да се даде на детенцето? Значи нормално дека може. Јас имам сега 2 дечиња, едното има 6, другото 3 години и на пример Теодора беше буквално додека не тргна во градинка и не почна да се дружи со дечиња по родендани, немаше пробано смоки, чипс, грицки, торта, купечка, дури ни за незиниот роденден не ја сакаше. Баш пред некој ден ми излезе едно видео каде што и нудам сладолед и она ми го трга и ми вика не сакам на сладолед, на стапче, не сакат домашно, они го викаат замрзнато смути. Јас се водам по тоа дека дома не треба да ги имам, меѓутоа кога ќе искочиме надвор и се со деца, без разлика дали сме на роденден, гости или се во група, ние мајките знаеме да носиме со нас ужинки, дека не им бранам. Меѓутоа дома по фиоки и по наткасни да криеме чоколади, еве пред некој ден видов дека се уште имаме чоколади од Нова година. Значи сега сме мај месец, нас чоколадите уште ни стојат, никој не ги јаде. Сакаат, когаш да каснатете. Киндер јајце, да купиме сладолед во продавница додека шетаме, тоа не е нешто страшно. Меѓутоа секој ден ние да им даваме на децата по 50 или 100 грама чоколадо, едноставно не е здраво за нас, не па за децата. Да. Дали се соочуваш, например, некојаш со такви некои негативни коментари, зошто, например, не даваш чипс, благо, а се водиш, например, според здрава исхрана, што навистина треба да се консумира. Како реагираш на тие коментари? Јас искрено во мојата околина немам зајадливи коментари, ниту па некој да ми се меша во тоа како сум решила да ги одгледувам моите деца. Комуницираме на темата здрава храна, здрави оброци, намирници. Меѓутоа, поготово од блиските, од родителите мои на сопругот, едноставно сите гледаат дека ме го одбрале тој пат, дека децата сакам да ми јадат одредена храна, дека не сакам да им давам се што ќе посакаат и не ми се вмешаат. Единствено сум налетувала на такви коментари по социјалните мрежи, меѓутоа многу од членовите или од оние кои учествувале во дискусиите не ни ја сваќаат, например, поентата и целта на групата особено, дека таму се споделуваат строго, значи толку многу строго, ние сме 24 часа буквално присутни во групата, секој пост се одобрува и не дозволуваме да се постираат нездрави рецепти. Зашто? Бидејќи многу е лесно да ја дадеш нездравата храна за ужинка 7 days кифла, а нормално дека мајките снемуваат идеи кога треба да одат или еве сега бевме нели во карантин и децата сите се дома затворени, едноставно треба да имаш многу неисцрпни идеи за да може они да добијат 3 оброка на денот, да бидат здрави, да бидат подготвени како што треба и 2 ужинки. И успатот што им е досадно сакаат да грицкаат. Сега најлесно е ние да купиме чипс, да им го отвориме и да им го даваме да грицкаат. А еднаш. Значи не дека е крај на светот, меѓутоа секојдневно правиме гојазни деца кои утре имаат разни болести, се помали е границата и тука кај нас во Македонија на деца заболени од дијабет. Ја едноставно сакам да ги избегнам тие работи, сакам да имам утре кога ќе пораснат да бидат здрави. Често налетуваме на коментари па што ни фали на нас. Меѓутоа кога ќе добро, кога ќе размислиме, јас не познам особено никој од мојата генерација што е комплетно здрав. Или проблеми со желудникот, или проблеми со кожата, разни болести кои ние ги сметаме за ништо, бидејќи не знам сме се соочиле еднаш или 2 пати во годината со нив, меѓутоа тука се.
Така. Епа добро, Ели, некој кога мене ќе ми каже, добра Надица, зошто ти не даваш нон-стоп чипс благо на детето, јас ќе кажа, па сега јавите и се на Ели, таа ќе ви објасни зошто јас не давам да ме одбраниш. Ти се кажеш, јас давам, меѓутоа дома тоа го немаме. Значи, Точно е тоа, Елена. да, тоа е дома што се јаде. Така, Елин, на наше големо олеснување, нели има и видео рецепти. Ајде малку околу тоа. Сега е многу болесно, бидејќи мајките може нели да гледат и да готват заедно со вас. Како дојдовте до идеја? Па исто и видео рецептите испаднаа спонтани, едноставно ги следиме светските трендови, нели нонстоп на Facebook ни искачаат кратки видеа за одредени рецепти. И решивме сега ние малце да се наметнеме со здравите рецепти, искачаат нон-стоп торти, шлагови, путери, по кило кашкавал во тие пецивата, таа толку вкусни, меѓутоа решивме да споделиме дека има и здрава верзија на сето тоа што го гледаме. А сепак да биде вкусно. Така почнавме и со видеата, тие се најмногу 2 минути. Меѓутоа малку помалце ги работиме затоа што едноставно не стигаме на вистина од премногу обврски работа деца. Меѓутоа си ги правиме на нашиот YouTube канал, може да се погледнат. Имаме се поделени по месеци, дури имавме тематски, новогодишни. Да решивме во видеата да ги представиме, например, на почетокот оброци кои децата често ги бараат, како например пржени компирчиња. Еден од најгледаните рецепти ни е како да подготвите помфрит, да не е пржен во зејтин, него да е испечен. Пица без тесто, полнет компир со намирниците кои би ги ставиле на пицата и такви некои интересни рецепти и интересно издизајнирани, ќе кажав, меѓутоа креативни чини. Привлече внимание кај детето, особено кај оние што не јадат. Така. И кој знам дека е проблем за јас ги знам тие видео рецепти и навистина ти многу благодарам. Ти си спас. Или некојаш, например, мајките знаат да се пожалат дека детето не сака да јаде. Ајде да ни откриеш некоја тајна или совет што треба да направиме во таа ситуација. Ева не сака или, например, ке речеме период не сака да јаде некои одредени намирници, што да направиме? Како да го вратиме апетитот на детето? Ја имам искуство со двете деца, кај ќерка ми имаше навистина периоди на нејадење, а син ми е класичен нејадач. И јас искрено ја вака, кога ќе ме прашаат луѓето што правиш, ја викам ништо не правам. Значи све сум пробала. Он јаде 4 залчиња и вика готоно, најаден сум. Ама му викам, значи стојам саат време во кујна да ти да лапнеш 4 залчиња. И тоа е, меѓутоа го гледам. Жилав е, полне со енергија, здрав е, трча, не застанува, ретко се разболува и сваќам дека навистина на детето толку му се јаде. Меѓутоа, навистина е проблем, особено кога нели готвиш со толку многу љубов и желба дека ќе им дадеш на децата нешто здраво и на крај остане неизедено. Мислам дека тоа е најголемо разочарување кај секој родител. Има периоди особено до 2 годишна возраст кога децата не јадат. Не јадат кога имаат скокови во развој, например до 9 месеци, иако се почнува на 6 месеци, више на 9 месеци, они се поголеми бебиња. Имаат уште скокови во развој, им се случуваат промени, едноставно се развиваат побрзо, преку ноќ менуваат. Периодите кога вадат заби, значи тогаш не сакаат да јадат или бараат да јадат одредена храна која ќе им помогне да ги чешаат непцата. Дали е нешто ладно или е нешто тврдо. После тоа доаѓаат периоди на настинги. Значи особено кога се болни, знаат мајките кај нас често да напишат дека детенцето или бебенцето е болно и одбива да јаде. И ние им викаме дека најважно е, тоа е и совет и од доктор и од нутриционист, најважно да биде хидрирано. Телото во моментот се бори буквално со болеста, не му треба и дополнителна храна за да може да се направи тој процес на варење на храната. И самите деца знаат дека не им едноставно не јадат тие периоди. Па почнуваат да растат, одат во градинка, па сваќаат дека постои кетчап, постои мајонез, дека има разни пржени компирчиња, има разни додатоци што ги ставаме во храната, а па дома штрекуваат, не сакаат да јадат варена брокула, сака да јаде пржен компир. И сега тоа е
борбата која треба буквално да се издржи, на вистина е борба. Меѓутоа, више кога ќе порасне, веќе ќерка ми ги имаше сите тие фази, сега има 6 години и она си јаде буквално све што ќе изготви. Дури знае сама да отвори на биве готвач, бидејќи сум поврзана на сите уреди, и она сама да уклучи, да одбере и да рече сакам денеска ова да го готвиме, тоа заедно мора да го правиме, или да си отвора книгата бебе готвач и они гледаат по сликите. Еден од советите за нејадачите се креативните чини. Значи да им дадеме на децата сервирано она што го сакаат да го гледаат. Има деца кои, на пример, син ми не јаде ништо што е во боја. Неговата, ако му дадеме каша, мора да биде кремаста или бел. Он сака чоколади, меѓутоа не јаде каша во која има какао или е кафеава. Ќерка ми па обратно, она сака да е весела чинијата, да има јаготки, да има, не знам, брокула, моите деца многу сакаат да јадат, ми се чудат кога ќе ме видат како варам брокула и они ја мацкаат во јогурт и така јадат, дури и жива јадат. Меѓутоа има работи кои не ги јадат. Пример, ќерка ми не јаде морков, син ми ако нема морков во супата не ја јаде. Значи треба и ние тасните, иако сме решиле да држиме одредено темпо кога се работи за храната, да ги прифатиме сугестиите кои ги добиваме од децата. Иако на 7 или 8 месеци не зборат, меѓутоа точно ни кажуваат што сакаат, што не, че дека треба да ги послушаме. Иако се мали, они веќе го оформуваат вкусот. Така. Елена, што те промени мајчинството и каква мајка си ти? Мајчинството ми го промени животот, како и на секој родител, верувам, 180 степени, значи пака се испорат паста. Се разбирам. Да. И сите оние тешки моменти кои секој родител ги проаѓа, иако кога се соочуваме со нив, мислиме дека само ние сме во таа ситуација. И кога ќе направиш буквално муабет од 2-3 збора со друг родител, саќаш дека сите сме тука во истата каша во наводници. Меѓутоа ги забораваш како раснат, ги гледаш, еве тега со Ирина, пошто иста возраст ни се незин Тео и моја Теодора, тргнуваат од септември на училиште. Викам, дури не ми е уште верува. Но дека детево треба од септември да го пратам во школа. Особено што не фати овој карантински период, па не одеа во градинка и така малце денешниве деца се по не разгалени, него по-чувствителни, го нема оној живот што сме го имале ние буквално од улица да не прибереш, сега нема ни деца за да се дружат надвор, освен ако не договориш. И сега наеднаш на дома и треба од септември во школа да почнат. А за тоа каква мајка сум, па не е скромно само да кажам, совршен родител не постои, меѓутоа јас верувам дека секој од нас се труди да биде совршен. Иако тешко тоа дека ќе го стигнеме, меѓутоа добро е да си одредиме како ќе ги одгледуваме децата, како ќе ги растеме и да се држиме до тие принципи кои сме си ги задале како задача. Така. Ели, како да ги поведеме на децата здравите навики? Од почетокот. Значи, не за џабе се рекло, железото се кове додека е жешко. Сега на дете кое е израснало на нездрава храна, купечка храна, сега на 10 години му дадете брокула да јаде. Мислам, нема ни да ја погледне, не па да ја јаде. А затоа ние се трудиме, особено во групата, и најголемите дебати и комуникација со членовите било за тоа. Дека не е страшно што тоа ќе отиде на роден ден, дека стално било тоа како доказ. Ама ќе оди на роден ден или ќе оди утре во школа, ќе пие Кока-кола. Јас сега гледам, ние ги наметнуваме тие работи кои сметаме дека се здрави и добри. Значи не е страшно утре они кои ќе пораснат и да пијат Кока-кола. Меѓутоа да разликуваат што е добро, што е лошо. Веќе кога ќе пораснат и ќе ги знаат последиците на храната што ја внесуваат, која храна е здрава и помага, не знам, да се развие. Са бајле ќерка ми вика, зашто ми стави чија семе во смутито? Викам, затоа што тоа твое мозоче треба да се храни со омега масти, за да пораснеш, треба да почнеш во школа, треба да имаш концентрација. Затоа и се избегнуваат лошите намирници. Например, за шеќерот е докажано, например, дека ствара зависност, и кога ќе лапнеш коцка чоколада ти дава енергија. Меѓутоа после тоа исцицува енергијата. Значи тој процес како се обработува храната, едноставно ги исцрпува децата кога јадат премногу благо, ги прави да се уморни, а не трчале. Ги прави да се поспани, а не им се спие. Значи не е само дека ако јадеш здраво дека ќе бидеш само здрав, меѓутоа ќе имаш и енергија,
особено децата кои ќе почнат во училиште, многу обврски. Значи тоа треба све да го преживеат буквално и они и ние. И да не Така. гледаат нас родителите. Значи родителот треба да биде пример. Јас џабе и ќе им зборам на моите деца дека треба да јадат морков, зелка, ротквици, цвекло, ако јас никогаш не ги внесувам. Затоа е важно барем еден оброк во денот, целото семејство да е седнато на трапезата и заедно да јадат. И децата гледаат. Тоа што го гледаат, тоа го учат и го прифаќаат. Така. Ели, кога сме нели веќе кај бебе готвачо, дали имате некои дни планови, дали нешто ќе вметнете, нешто ново, дали да очекуваме? Морам да бидам искрен и да кажам дека со Ирина мозутите, кога се работи за здрава храна за дечиња, ни работат нон-стоп. Значи, ние имаме многу идеи, меѓутоа се нема време. Сега додека бевме затворени дома, започнавме еден нов проект, еве сега го најавуваме, кој ќе биде за поголемите дечиња и сме во фаза на пишување, повторно ќе биде пишано, ќе биде книга и се надевам дека нашата идеја и замисла ќе биде набрзо реализирана. Значи имаме доста идеи, но како што кажав, времето, работните обврски, децата како растат, нели растат и обврските, не станува помалку време, меѓутоа се трудиме затоа што особено групата и апликацијата ни се онака баш како прво бебе и внимаваме на нив. Се трудиме да внесуваме новости, да објавуваме и ние редовно заедно со членовите рецепти, готвиме, споделуваме и делиме идеи, она што нашите деца сакаат да го јадат. Не застануваме тука, тоа е секако, ќе продолжиме и со видео рецептите. Се надевам набрзо, малце нели овој Да. Од сите не стави на пауза. Иако добро ни дојде, морам да бидам искрена, се одморивме, здивнавме од онаа трка со време и со обврски. Меѓутоа ќе продолжиме од септември секако. Така, или да ме известиш кога ќе биде готов проектот. Обавезно. Да позборуваме следнаш. Ние се договаравме, но еве, карантинот си го направи своето, но мене навистина ми е мило што веќе се договоривме и веќе нели разговараме, еве ти ни кажи многу совети кои што нели на мајките секако ќе дојдат многу добра. Или за самиот крај на емисијава, дали сакаш некого да поздравиш? Јас бе поздравила Ирина, бидејќи ова беше нели сега разговор само меѓу мене и тебе. И поздрав за нашите деца кои ни се инспирација. Значи да не беа тие, затоа овие проекти се родија од кога станавме мајки. Значи најголема благодарност на нив и на нашето семејство кое секогаш ни дава поддршка и не како сега во моментот, нели Тивко е дома, децата се дома, имаме кој да ни ги чува. Тоа е многу битен фактор за да можеш да ја работиш работата која сакаш. И поздрав до сите мајки, да не се плашат да експериментираат со храната и да готват, бидејќи колку повеќе грешки ќе направат, толку повеќе ќе научат. И ние сме загорувале јадења, сме ги утнувале, децата ги плукале, меѓутоа да не ги исплаши и да не застанат на првиот неуспешен оброк. Така. Да, ја поздравуваме Ирина и еве да се договориме кога ќе биде готов нели веќе новиот проект, сите заедно вака ќе седнеме трите за поубаво нели да помуабетиме и да биде со нас, сега нека ни извини на вистина. Но ја очекуваме во наредната лајв дружба. Таа ќе ни опрости нам. Ние пропуштаме прилика, прошетаме во Штип. Јас ти кажав и кога ќе дојдам со семејството, да зборам, за да се прошета, такви ни се околности. Да, но се нека се среди, дај Боже, па да се видиме во живо поубаво. Ели ти благодарам за одвоеното време, навистина ти посакувам се најдобро, уште многу вакви убави проекти за сите мајки да им биде нели големо олеснување и се надевам уште еднаш дека вака поубаво ќе си помуабетиме. Те поздравувам многу и да ги поздравим и нашите гледачи на МН телевизија да останат во добро расположение и како што кажат и да не се плашат, да експериментираат и да веруваат во самите себе. Не е ништо страшно. И благодарам. Чао од нас. Чао.